Собранието ги разреши 8 министри и 2 заменици министри во владата по предлог на премиерот Христијан Мицковски. Тој порача дека владата нема да биде влада на комфорт, туку влада на резултати, најувајќи нов тим и промени во повеќе ресори. Од првиот ден, кога ја преземавме одговорноста, кажав дека оваа влада нема да биде влада на комфорт, туку влада на резултати. Нема да биде влада во која функциите ќе се сметаат за стекнато право, туку за обврска, што секој ден повторно мора да се заслужува. Тоа не беше политички слоган, тоа беше принцип. И денес покажуваме дека тој принцип важи подеднакво за сите. Функцијата никогаш не била и никогаш нема да биде цел сама по себе. Функцијата е средство преку кое му служите на народот. Од левица обвинија дека оваа реконструкција е вовет на предвремени избори, од кои знам ќе стане дел од владеачката партија. Оваа реконструкција е де факто подготовка на ВМРО-ДПМН за предвремени избори. Се постава прашањето зошто воопшто треба да имаме предвремени избори, затоа што владата е близко до двотретинско мнозинство, одамна не сме имале ваква стабилна влада. Скоро читаме во јавноста дека владата се појачи со еден пратеник плюс, тоа е пратеникот од Демократската партија на турците во Македонија, значи две уедно имат еден глас плюс и за Бадентер. Значи ние предупредувавме дека знаме краткорочен проект, тоа е партија која што сега е во слободен пат и која што од наредните предвремени избори кои што се известни во пролета 2027 ќе стане вид вагон партија на ВМРО-ДПМН. Од знам ја констатираа идната аналитичко-политичка кариера на Крмов. Вие всушност ја подготвувате идната професија. Знаете дека од собранието и од политиката за вас нема сонце да ве огре и очигледно се подготвувате за политички аналитичар. А можам да ви кажам, и таму леп за вас нема. 3 минути се занимававте со знам, од вкупно 10, 1/3 од времето, изгледа таму е болката, таму ве боли, тоа ви е предмет на нешто што и натаму на изборите ќе ве следи. СДСМ подсетија што имаше, а што немаше во 2 години работа на министерот за култура Зоран Љутков. Имавме македонистика на колена. Немавме конкурс за поддршка на превод на странски издавачи. Имавме Совет за македонски јазик, целосно игнориран од нивните сопствени зборови. Во 2 години имавме географски истражувања, имавме нетранспарентност, 800 тужби за скратени намалени плати, свесно намалени плати и непочитување на колективниот договор. Собранието денес ги разреши министрите за правда Игор Филков за земјоделство, шумарство и водостопанство, Цветан Трипуновски за односи меѓу заедниците Игор Стоилковиќ, за здравство Азер Алиу, за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани, за локална самоуправа Златко Перински, за култура Зоран Љутков и министерот без ресор Шабан Салиу. Од функциите се разрешени и замениците министри Ѓоко Велковски и Седат Сулејмани. За нови министри се предложени Јетон Шасивари за правда, Сашо Клековски за здравство, Агон Ферати за односи меѓу заедниците, Борче Серафимовски за земјоделство и Ерџан Демири за министер без ресор. Игор Стоилковиќ е предложен за министер за локална самоуправа, додека Златко Перински ќе ја преземе функцијата директор на Фондот за здравствено осигурување.